Посебна чест за мене и задоволство ми е да ве поздравам како покровител на денешното одбележување на 75 годишнината од програмата Фулбрайт. Верувам дека денешниот настан е само мало подсетување во оние минати 7,5 децении и резултатите кои што се постигнати во тие децении. Се надевам дека ќе представува и понатамошен придонес за промовирање на програмата во целата поширока јавност. Како програма, како што претходните говорници спомена, учествувале 60 нобеловци. Да не ги спомнувам дури 39 шефови на држави и влади. Кога во 46-та година председателот Труман го подпишува визионерскиот акт за воспоставување на програмата Фулбрайт, никој не можеше да замисли дека и денес, по 75 години, не само што оваа програма ќе продолжи да постои, туку и ќе се проширува секојдневно, дека ќе функционира глобално во повеќе од 160 држави од светот. Ќе ми дозволите да бидам пристрасна и ќе кажам дека програмата Фулбрайт за мене е пред се лично искуство и лична приказна. Токму и затоа моето сведоштво за незиното влијание врз мојата кариера, врз мојот професионален развој, но и врз моите животни определби, би сакала јавно да го споделам и со тоа да ги охрабрам и да ги мотивирам сите идни кандидати. Оваа програма несомнено не е само професионално усовршување, стекнување знаење, туку представува извонредна можност за запознавање различни култури, различни филозофии на живење, комуникација и споделување искуства со луѓе со богато професионално, но пред се со огромно човечко и животно искуство. Токму ова се контактите кои остануваат и траат цел живот. Оваа приказна и програма ми овозможи да работам, да истражувам на престижен универзитет како Колумбија, што всушност представува исклучителна шанса, особено со оглед на тоа што доаѓам од мала земја, која што има сепак ограничени ресурси кога станува збор за науката. Но оваа програма овозможи да бидам дел од големото научно семејство на Колумбија. Иако мојата апликација беше пред се за истражувачки проект, сепак, како што поминуваше времето, запознавајќи се со колегите и запознавајќи ги со моите претходни работни ангажмани, започнав со предавање на додипломските студии, со изведување на семинари за постдипломците. И конечно, како особена чест, бев поканета да одржам семинар под покровителство на деканот на стоматолошкиот факултет, што всушност беше и чекор за добивање на покана за визитинг професор, што на некој начин всушност представува и доказ дека и ние, научниците од малите земји, имаме што да кажеме и што да споделиме. Но тука не завршува моето искуство со програмата Фулбрайт. Повраќањето, знаењето, резултатите што ги добив од истражувањата, ги споделувам со моите колеги, со моите студенти, преку предавања на симпозиуми, конференции, трудови во еминентни часописи. Сепак, она што е најважно е врската остварена со колегите од САД, која продолжува и денес. Дружбата таму, запознавање на традициите, обичаите на различни култури, но и посетите на моите тамошни колеги овде, сепак е знак дека културните врски се зацврстуваат. Ова беше искуство и за целото наше семејство, така што нашиот син имаше шанса за време на нашиот престој да се школува во училиште во Обединетите Американски држави и да го искуси животот во еден од најдинамичните градови во светот, Њујорк. Но и за она што сум особено среќна, уште од рана возраст да има прилика да посети еден од најпознатите универзитети и да присуствува дури на дел од предавањата. Гордост е да се биде дел од големото семејство на учесници на програмата Фулбрайт. Тоа е семејство на луѓе од различни меридијани, на луѓе од различни нации, различни вери,
Различни професии, различни интереси, но она што е заедничко за сите е посветеноста, желбата за усовршување и истражување. Стремежот за подобро и поубаво. Би сакала, тука да го завршам денешното обраќање, да посакам уште долги години постоење на програмата Фулбрайт, а на сите алумни, како на идните учесници пред се, да им посакам она што последниве 2 години сите прво го посакуваме, добро здравје. А тоа е она што всушност представува предуслов кој ќе овозможи проширување на нивните хоризонти во иднина. Ви благодарам.